Примордијалниот греф и неговото потекло се вистински предизвик дури и за вековната перцепција за улогата на Македонија на Балканот. Станува збор за вистинска недоумица од историски карактер, бидејќи некој таму смета дека не сме биле тоа во што сме биле уверени, туку некаков плод по потекло од Медитеранот. Според некои научници, забранетиот плод што ја зела Ева било токму смоквата, а не јаболко. Во таква ситуација со толку сериозен проблем раздорот се разбира останувано приматот го земаат агрономите, без оглед што и самите припаѓаат на хибридна структура, која е добиена без генетски инженеринг. Тие решаваат дека наместо да се бере, треба да се сече. Најдобро е да се удри по корените на затурените дрва, а не по отровните плодови кои ќе се исушат ако го снема коренот. Но останува да лебди прашањето за тоа каде и кој е коренот. Секој има свое толкување, ама едно без друго не бива, бидејќи продуктот е наменет за пазар, а на него никој не ги двои, туку ги гледаат во една практично симбиотична врска. Зборувајќи за нектарината во главите на повеќето луѓе, таа е неразделно поврзана со праската, исто како круша со јаболко, лубеница со диња, краставица со домат. Ова е природно бидејќи двете посочени плодови се слични едни на други, односно се чини дека имаат сличности, но сепак тие не се исти. Влакмисла, ова е мазната. И покрај тоа што многу наликуваат и се негувани во речиси исти услови во иста градина, производителот има симпатии и за собствена, ја смета таа што, без оглед на цената, веќе е продадена. Она што има оставено на тезгата, знаејќи дека е со мов и рапава, ја отфрла и не признавајќи ја за своја, постојано и наоѓа мани. Многу е, пак ќе повторам, лицемерно, тие што ја создадоа потребата да има ваков договор, да бидат сега главните рецензенти и критичари. Тензијата околу тоа дали ќе се кастри или ќе се вкрстува, кој и како ќе ги собере плодовите и по која цена, за тоа што е понудата, а каква е побарувачката, ќе треба да се изјасни народот. Тој, што би рекол еден познат автор, е во право и кога греши, ама според законите на аритметиката, алгебрата и геометријата. Најважно од се е на еден простор да има народ. Доволно народ. Еве, математички, прецизно, како се викаше тоа? Ве прашувам, 1.870.000, 56% на тоа удрете и кажете ми дали ние имаме милион македонци во Македонија. Како мисли Христијан да обезбеди 940.000 луѓе да исклучат да гласат? И на крајот, за вечните дилеми, меѓу кои и референдумската. 36 годишен штипјанец денес бил укасан од змија додека правел пауза. Ако при мал застој во работата касаат змии, што ли се случува кога таа треба да се доврши? Изборот изгледа дека е стеснет, ако воопшто и го има.